почитан подпредседател. Се јавив за реплика затоа што според почитаниот пратеник Чаракчиев пензиите се во ред. И законот за пензија е во ред и дека тука се завршува целата приказна. Почитуван колега, не може да биде завршена приказната затоа што закони се носат во ова собрание и ако треба ќе се донесе закон и ќе се донесе закон за линеарно зголемување на пензиите. Тоа да ви биде јасно, тоа го ветува ВМРО-ДПМН. Вие за 24 часа го сменивте кривичниот закон, дармадан направивте во судството, било проблем да се донесе закон. Кажете и на граѓаните дека немате пари за таа работа. Средства има. Средства има во сивата економија и ако некој сака да ги канализира тие пари, ќе дојде во буџетот. Средства има во криминалците и олигарсите на СДСМ кои ја испокрадува државата и тие пари треба да бидат вратени. Тоа треба да и биде јасно на пензионерите. Затоа што тие пензионери заслужуваат подобро утре. 40% инфлација на храната. Тоа е силен удар врз пензионерите. И наместо ние сега да бараме начин како тоа да го неутрализираме, вие кажувате дека приказната со пензионерите е завршена работа. Не е завршена работа, решение мора да се најде, затоа што вие го упропастивте стандардот на пензионерите. Донесовте закон со кој скративте на пензионерите. Зголемување на пензиите и сега ретериравте, го вративте законот на ВМРО-ДПМН, така наречениот ваш швајцарски модел, со кој се пресметува пензиите. Меѓутоа, за да се исправи неправдата, мора барем еднаш линеарно да се зголемат пензиите, за да најслабите пензионери со најмали примања имаат каков таков пристоен живот. Што се однесува до буџетот, рековте капитален документ, почитуван колега, 7 капитални документа, ниту еден капитален објект во државата. Еден куп пари се потрошија за овие 7 години владење на Социјалдемократскиот сојуз, пофалете се со еден проект, почнат и завршен капитален проект во времето на СДСМ и ДУИ. Нема таков. Затоа не можете да зборите за развоен буџет. Затоа што вештачки ги проектирате капиталните инвестиции, а никогаш не ги реализирате повеќе од 50-60%. Затоа што и во така проектираните високи ставки за капитални инвестиции, само 150 до 180 милиона не сте минале повеќе инвестиции во капитални објекти, што е реално инвестирање. И сега ние збориме за развоен буџет. Не ве бива едноставно парите одат кај олигарсите и ги крадат. Тоа е проблемот и тоа е приказната. Благодарам. Контрреплика.